Главен и единствен предизвикувач на кучешката тенија е малата тенија која се наоѓа на листовите од растенијата претежно во пролет. Иако како што велат ветеринарите, истата е присутна во текот на целата година. Преку исхраната се населуваат во дигестивниот тракт кај кучињата. Симптомите се тешко забележливи. Тоа е паразит кој го има у цревата кај кучето, значи може да се деси понекој пат да јаде трава, да се влече со задниот дел со анусот, значи по земјата. Тоа се единствени симптоми, али тоа не мора да значи дека е кучешка тенија, значи повеќе тенијази има и повеќе паразити у цревата кои борават. Како се лекува кучешката тенија? Постојат си таблетки, постои си еден комплетен режим како се дават. Значи пожелно е 4 пати годишно, а малите кутриња кога ќе се окучат, значи се дава еден на пократки размаци се дава таблетката. Се дава една таблетка за 10 кг согласно тежината на кучето. Кучешката тенија е зоонозна болест. Тоа значи дека е пренослива на луѓето, но на овој начин. Многу често ради тоа што има и мали јајца, може да се деси да самото галење се загадат раците, да се внесат во устата и на тој начин да се значи како зооноза се пренесува на луѓето и ни прави проблеми на јетра, плуќа, мозок и така натаму. Апелот на ветеринарите до собствениците на кучиња е еден. Превентивата е најдобра заштита. Тоа значи редовно миење на раците отколку собствениците биле во контакт со нивниот миленик.